тивка аукција. Имам голема чест и задоволство да напоменам дека детската градинка Димче Мирчев, нашата убава, успешна и од сите деца посакувана градинка, со посебен жар и желба ја прифати и поддржи иницијативата на Со чогледи кон сонцето за видлива и невидлива попреченост. Речењето од нашата градинка оваа година, 3 декември, светскиот ден на лицата со хендикеп, го одбележаа со творење во рамки на инклузивната работилница и со тоа ја поддржаа оваа иницијатива заедно со сите вработени во градинката и се разбира со помош и поддршка на родителите. Целта е секогаш една и единствена, да покажеме дека покрај лицата со видлива попреченост, во секојдневното функционирање меѓу нас се, овде се, сега и денес и утре, луѓето чија попреченост не ја гледаме, но тие се борат со проблемите што им го отежнуваат животот за жал. Затоа да не чекаме да реагираме само на она што го гледаме, туку да научиме да ги толкуваме знаците и символите, да умееме да се завртиме и да пружиме рака и на луѓето со невидлива попреченост. Почитувани, обрнете внимание на сончогледот. Тој не е само растение, цвет што ги следи сончевите зраци, но токму поради тоа е символ на невидливата попреченост. Да придонесеме секој од нас денес на еден, а утре на друг начин, да поменуваме нашето општество, да создадеме инклузивно општество и секој од нас, без разлика дали во животот се бори со попреченост или не, да има еднакви можности и права и обврски за развија. Кажете им на вашите пријатели, роднини, колеги, дека следејќи ја леката со сончогледи ќе придонесат за поголема помош, поддршка и подигнување на свеста за важноста на инклузијата на лицата со невидлива попреченост. Со реализацијата на работилницата, на која беа изработени овие прекрасни дела од вредните детски рачиња, се обидовме на децата уште од најрана возраст, на едноставен начин да им објасниме и разјасниме што значи инклузијата и што тие можат и треба да направат кога меѓу другарчињата има и деца со попреченост, видлива или пак невидлива. А детските срца се искрени, полни се со љубов и затоа на работилницата добивме дела што зрачат, а токму некој од нив ќе имате можност да го внесете во вашиот дом. Дами и господа, сакала да напоменам дека оваа тивка аукција, медиумски покровител на истата е веб порталот ДУММК и оваа активност во моментот води го живо на фейсбук страната на ДУММК, па така имаат можност да не гледаат и венешени и се разбира сите во земјата. А сега, почитувани, време е за почеток на аукцијата на уметничките дела, на нашите мали, умни и искрени уметници. Овде во ликовниот зала имате можност да погледнете вкупно 62 дела и како што споменав, некој од нив ќе биде ваша доколку сте понудиле највисока цена за истото. Во продолжение на сите вам ви отстапуваме време и простор за внимателно да ги разгледате делата, а под цртежот, што најмногу ви се допаѓа, запишувате ваши податоци и сумата што вие сакате да ја издвоите за истиот. По завршувањето на времето оставено за натавање, работени од детската градинка ќе ги сумираат резултатите и секој од цртежите ќе премине во собственост на оној кој запишал највисока сума за истиот. Дами и господа, уживајте, разгледувајте, натавајте и помогнете за поголема инклузивност и препознавање на невидливата попреченост. Повелете.
Почитувани, време е тивка аукција. Јас ќе замолам дел од работите во детската градинка да започнат со сумирање на резултатите за крајот да имаме еден увид кои се дела вечерва се продадоа, кои се новите собственици на делата кои што навистина се прекрасни, не да останаат равнодушни. Јас навистина ви благодарам за тоа што во време на празнична магија, споделување на љубов, грижа, насмевки, вие подигнавте хуманоста, почитувани. Значи, како што кажам, ова е крајот на наддавањето и за кратко ќе дознаеме, чија собственост преминува по некој од овие понудени цртежи вечерва во ликовниот салон. И би сакала да ви информирам дека средствата ќе имате можност да ги уплатите директно на жиросметката на невладината организација Куќа на среќата Скопје, значи за деталите ќе бидете информирани дополнително. А јас во продолжение би сакала да ја поканам директорката на детската градинка Димче Мирчев, господјата Маја Велиновска, да ме поздрави и да ги сподели впечатоците од реализацијата на активностите во изминатиот период. Повејата. Благодарам, Ана, за прекрасната најава. Благодарам што ни беше прекрасен модератор на оваа наша аукција. И секако поздрав до вас, драги гости, пријатели на детската градинка, пријатели на децата, секако дел од родителите кои што ни се овде присутни, кои што се наши редовни поддржувачи на нашата дејност и на нашите активности. Јас сум многу среќна што и во овие услови смогнавме сили и изнајдовме можности како предпразнично да помогнеме на оние кои што најмногу ни е потребна таа помош. Целата оваа иницијатива произлезе многу наивно на покана на нашата драга пријателка Ирена Лозана. Како градинка се приклучивме на иницијативата Сончо гледа во сонцето, затоа што детската градинка години наназад играјќи хумани чувства кон луѓето на кои што им е поддршката најмногу потребна. Впрочем, со нашата дејност од најмала возраст, детската градинка дава допринос кон дечињата и семејствата, да го поттикне развојот на оние што има потешкоти, да изнајдеме сили и можности да ги изнесеме децата на
продолжуваме понатаму со нашата хумана дейност и продолжуваме децата да ги воспитуваме во духот на хуманоста и солидарноста. Ви благодарам. Ви благодарам. Успехите на детската градинка се многобройни, ако една градинка е толкова много успешна, тогаш наистина случва и тоа много често да има свои верни приятели. И ние имаме наистина много такви верни приятелства. И аз в продължение ја поканувам да ја поздрави и подетелно да ви ја објасни целта на иницијативата со човеки кон сонцето за невидлива попреченост. Жената која во изминатиот период ја вложи целата своја енергија, секој час, секоја минута за постигнување на поголема инклузивност и борба за подобар живот на лицата со попреченост. Дами и господа, ја поканувам Ирена Лозана. Поведете. Прекрасно организирана аудиција. Сега почнавме со, да не речем, тоа мало проектче инклузивно уметност радост во рамките на джабирите. Сакам да направиме нешто да биде со радост. Кога го пуштив постерот, не очекував дека ќе се случи нешто многу хубаво, но за среќа сите оние учителки со кои што работам во изминатите неколку години веднаш пристапија и се тоа уни го организира. Јас треба само да се појавам, што ми е многу драго. Јас сум Ирена Лозана, јас сум дел од иницијативата со човеки кон сонцето, заедно со уште една прекрасна жена, Маргарет Кук, која што е председател на Сдруженијето Луѓе на среќата. Јас сум директор на предпријатието Смарт Гаја, кој што е платформа за свесен развој. Заедно се споивме да покажеме дека можат и приватни предпријатија и невладини да создадат нешто заедно. Во суштина, две жени кои што сакаат нешто повеќе да направат за оваа држава и за овие луѓе, со човеките кон сонцето и иницијатива која што работи, значи, насочено кон растење на инклузивната свесност. Инклузијата и така почнува да наплевува во нашава држава, но инклузивната свесност е она кој што многу малку луѓе зборуваат, за кој што многу малку и се работи, се уште малку се работи. Значи, ние работиме со тоа што веќе обезбедуваме енергија картички кои се донираат на лицата со попреченост, видлива и невидлива, и воедно ќе почне да се држат обуки сите јавни институции, приватни компании кои што обслужуваат корисници и кои што ќе бидат подготвени на тие лица со попреченост, да им дадат поддршка, да бидат пољубезни, да бидат поприфатливи, а воопшто и сите луѓе понатаму ќе почнат нешто да тоа да практикуваат. Најважно се да почнеме со таа инклузивна свесност која што трга напред, нема ништо надвор од нас. Така да секој од нас посебно ќе треба да си работи на тоа, а ние сме тука да помогнеме. Благодарам многу. Независно колку ќе собереме или што ќе направиме после се тоа, јас се радувам што на делот само што го докторувам. Што имаш многу преубави луѓе кои што заедно дојдоа да го направат тоа. Благодарам уште еднаш. Благодарам. Почитувани, јас наистина ви благодарам за тоа што се вклучивте во оваа хумана мисија. Резултатите се уште ги сумираме, затоа ќе го замолам нашиот музички педагог кој што вредно работи со нашите дечиња. Имаме можност да видиме веќе од 13 прекрасни видеа новогодишни со дечињата кои што се вклучени во тој музички дел за одбележување на новогодишните и божитните празници. 10 минути да уживаме во музиката на нашиот својот Иванов, да ги сумираме резултатите и еднаш потоа ќе ги соопштиме. Уживајте во музиката.
институција во градот. И навистина се радувам на секој проект и секоја активност што ја реализира детската градинка Димче Мирчев. И сега јас би сакала да ја поканам мојата драга Илина, која што води во градинка, сака да ми подели еден цвет од градинката. Така, Илина? Ти благодарам многу, драга моја. Јас ви честитам на сите дечиња, вклучително и тебе, бидејќи Илина има овде цртеж, да упатиме еден аплауз за сите дечиња кои што се погрижале да направат прекрасни цртежи. Ја испратам Илина да земе уште едно цвеќе, ја го земеме, може, да? Дојди до мене, Илина, овде. Овој аранжман упатуваме благодарност на нашата драга Ирена Лозана, која што ме вклучи во овој проект и сите ја покажаме помагат. Благодарам Ирина што беше така вредна, остане овде заедно со мене. Сега јас и Ирина ќе ги соопштиме резултатите, бидејќи Ирина беше дел од проектот и нејзиниот цртеж, јас сум сигурна дека замина во нечии раце. Еве ги резултатите. Билото број 1 е во собственост на Борче Леков, продадено за 200 денари. Билото број 2 е во собственост на Даниела Брезева, 500 денари. Билото подреден број 3, Деsanka Мирчевска, 150 денари. Собственик на цртежот со број 4 е Магдалена Таратакова, продадено е за 300 денари. Цртежот под број 5 веќе е во собственост на Ѓоре Брезев, продадено е за 150 денари. Делото подреден број 6 е во собственост на Тања Ангеловска, продадено е за 100 денари. Цртежот подреден број 10, нов собственик е Александар Ангеловски, го продаваме за 500 денари. Цртежот подреден број 11 е во собственост на Борче Леков, продадено е за 100 денари. Цртеж подреден број 12, нов собственик е Деsanka Мирчевска, 150 денари е цената за која го продадовме. Дело под број 14, Борче Леков, 150 денари. Делото со број 15, овој пат го купи Сашка Ангирова, постигнатата сума е 100 денари. Дело под број 16, во собственост на Борче Леков, 150 денари. Цртежот под број 17, собственик е Тања Ангеловска, продадено е за 100 денари. Цртеж подреден број 19 е во собственост на Магдалена Таратакова, 250 денари постигната цена. Цртеж подреден број 20 во собственост на Борче Леков, 100 денари. Цртеж подреден број 21 на Дарко Леков, постигната сума 200 денари. Делото под број 22 е во собственост на Наташа Јанушева, 500 денари постигната сума. Цртеж под број 23 е во собственост на Моника Дервишева, постигната сума 500 денари. Цртеж под број 24 е во собственост на Борче Леков, 200 денари. Цртеж под број 26 е во собственост на Ваня Малиновски, постигнатата сума е 300 денари. Цртежот под број 27 е во собственост на Софија Стојановска, цена 100 денари. Цртежот подреден број 29 е во собственост на Наташа Јанушева, постигната сума 500 денари. Цртежот подреден број 30 е на Александар Ангеловски, постигната сума 500 денари. Цртеж под број 31, Софија Стојановска, постигната сума 100 денари. Дело под број 32, Тања Ангеловска е купувачот, сумата што се постигне 200 денари. Собственик на цртежот подреден број 33 е Борче Леков, сумата е 150 денари.
сума е 200 денари. Делот под број 47 е во собственост на Благој Петров, постигната сума 500 денари. Делот под број 48 на собствените Славица Гајдова 100 денари. Делот под број 49 во собственост на Александра Јанева откупено е за 100 денари. Делот под број 50 во собственост на Борчо Леков откупено е за 200 денари. Делот под број 51 е во собственост на Сашка Антинова откупено е за 100 денари. Стратежот под број 53 веќе е во собственост на Александра Антоновска Јанева откупено е за 100 денари. Стратежот под број 54 го откупи Александар Ангеловски за сума од 500 денари. Стратеж број 56 негов собственик е Живко Пренчов. Највисоката понудена сума е 500 денари. Стратежот под број 60 го откупи Дарко Леков, сумата е 150 денари. Делот под број 61 е во собственост на Борче Леков, откупена е за 200 денари. И последниот од понудените стратежот под број 62 собственик е Ѓоре Брезев, откупено е за 1500 денари. Честитки за сите оние кои што на Било покажаа својата хуманост, но честитки се разбира и за сите оние кои што вредно работеа и ги изработија овие цртежи. Мислам дека можеме да ги поздравиме. Сакала да напоменам дека не се сите дела продадени, се разбира пандемијата и сезонските вируси, но и обврски, па и тоа што настанот оди во живо на Facebook страната на веб порталот Дума МК ни дава за право да дадеме можност и некои виртуелно да се откупат, значи ќе бидат поставени на Facebook страната на градинката и оние кои што ќе ги видат цртежите кои што ним ќе им се допаднат од оние понудените, ќе можат дополнително да си ги откупат, а сите вие кои што ги откупите цртежите ќе добиете, се разбира, жива сметка на која што ќе можете да си ги вложите вашите средства. Почитувани, на крајот мене ми останува само да ви се заблагодарам што бевте дел од оваа тивка аукција. Благодарам што издвоивте средства, што ќе завршат за вистинска намена, а тоа е само и само поддршка на лицата со невидлива попреченост, за да им го олесниме животот и секојдневното функционирање. Верувам дека секој ден македонското општество ќе оди скалило погоре кога е во прашање примената на инклузијата. На сите вам, но и на сите оние кои што не следат преку стриминг, посакувам добро здравје пред се и многу успеси и низ активности како оваа вечерва, кога ќе ја покажете вашата хуманост. Од срце ви благодарам во моје лично име, во име на детската градинка Димче Мирчев, во име на иницијативата Со чоколади во сонцето и се разбира, ви порачувам секогаш кога сте во можност да бидете максимално хумани, да помогнете и се разбира да го следите символот со чоколад. Ви посакувам пријатна вечер, ви посакувам среќни новогодишни и божични празници и се разбира што поскоро да се видиме во некоја убава следна прилика. Довидување.